Истражувачкото новинарство во Македонија бележи позитивен тренд, а истражувачките стории се зголемени од 0,4% во 2016 година на 2% во 2018 година. Покажува анализата на резултатите од мониторингот на известувањето на медиумите, изработена од Центарот за граѓански комуникации, Балканската истражувачка мрежа и НВО Инфоцентарот. На денешната дебата на тема перспективите на истражувачкото новинарство, Билјана Бејкова од НВО Инфоцентарот рече дека ваквиот тренд е задоволителен, но дека треба да се обрне внимание дека владата е најдоминантниот извор на информации на сметка на невладините и независни извори на информации. Додека во 2016 година тој процент беше 7%, во 2017 година беше 12%, сега имаме 8% во 2018 година, што говори дека медиумите и новинарите во ситуација кога имаат можеби поотворена и потранспарентни институции, се наклонуваат повеќе кон државните институции како извор на информации, при тоа забораваат на граѓанската и независната јавност. Министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски рече дека обврска на институциите да ги отворат податоците за новинарите, за да можат да ја исполнат својата задача да информираат. Порталот, само кратко ја кажам, не само што се објавуваат податоците, туку е и прилично интерактивен. Значи, со многу проста регистрација, било кој граѓанин може да пристапи, да се регистрира и да бара објавување на нови податоци, што е многу побитно. За министерот за отчетност и транспарентност Роберт Поповски, актуелната влада е отворена и транспарентна како никогаш порано, што според него тоа новинарите треба повеќе да го користат. Знаете ли за колкави суми на пари станува збор? Тоа се огромни, над стотици милиони евра се во прашање и не се анализираат. Ако говориме за истражувачко новинарство, јас се согласувам целосно со ова истражување дека од една страна имаме раст, од друга страна не сум сигурен колку е квалитетот на растот запазен. Резултатите од направениот мониторинг покажуваат дека во Македонија најмногу истражувачки истории се напишани за политиката и економијата, а најчесто истражувачките прилози се инспирирани од дневните настани.